Докторке, што точно значи антибиотска резистенција и колку е таа реална закана во Македонија во моментов? Антибиотска резистенција означува способност на бактериите да преживеат и покрај присуството на антибиотик, односно лек кој што претходно би ги уништил бактериите. Ова значи дека антибиотиците кои што претходно биле ефикасни сега веќе не делуваат врз одредени инфекции. Бактериите природно можат да стекнат резистенција со генетски промени, меѓутоа ова нерационална употреба на антибиотици, ова појава само ја забрзува. Ова не е само теорија, туку е и реална закана за Македонија. Кои се најчестите грешки што ги прават пациентите при земање антибиотици? Најчестите грешки кои што ги прават пациентите се тоа што земаат антибиотици без лекарски рецепт, значи без преглед или консултација. Понатака следна грешка која што ја прават е во однос на дозирањето и во однос на времетраење на терапијата, односно често знаат да земат помали дози или да ја прекинат терапијата предвремено со првото подобрување на симптоми. Кога бараат антибиотици за вирусни инфекции, кога антибиотиците не делуваат и кога нема доволно знаење кога е потребен антибиотик, па имаат нереални очекувања и притисок врз лекарите. Да, дали притисокот од страна на пациентите за побрзо да им помине влијае на бројот на издадени рецепти? Да, влијае. Во практичната клиничка пракса постојат податоци, се забележува дека многу често лекарите осеќаат притисок, чувствуваат притисок да препишат антибиотик кога пациентот очекува брзо да оздрави. Ова е глобално признат проблем и заради тоа се развиваат програми кои што имаат за цел да развиваат едукативни кампањи, се со цел да се едуцираат пациентите и да се намали нерационалното препишување на лекови. Да, сега кога е вистинското време да се вклучи антибиотик, а кога е подобро да се почека со симптоматска терапија? Антибиотиците се препишуваат само кога постои сомнеж или доказ за сигурна бактериска инфекција. И тога кога постојат уринарни инфекции со докажана уринокултура и антибиограм, кога постојат пнеумонии со докажана бактериска инфекција, а ние имаме методи со кои ги докажуваме, како од почеток аускултација, лабораториски анализи на кои ги пратиме нивото на леукоцити, на неутрофили, седиментација, ЦРП, рентген кога е потребно и кај тешки инфекции на кожата и длабоките ткива. Колку често се соочувате со случаи каде што ниту еден стандарден антибиотик не делува на одредена бактерија? Ова не е за сега се уште секојдневие, меѓутоа се расте бројот растат ваквите случаи, особено кај хоспитализираните лица, кај хронично болните лица и кај лицата кои што претходно употребувале многу антибиотици. Имаме растечки случаи на резистентни грам-негативни бактерии, како Escherichia coli, Klebsiella. Според Светската здравствена организација, 1 од 6 докажани бактериски инфекции е резистентна барем на еден антибиотик и ова треба да представува аларм за нас лекарите да многу внимаваме во препис на антибиотици. Дали постои статистика за тоа колку се зголемила потрошувачката на антибиотици во последните 5 до 10 години? Да, постои статистика како на национално, така и на европско ниво и се покажало дека во последната деценија постои една континуирано висока потрошувачка на антибиотици. Кај некои групи на антибиотици дури постои изголемена потрошувачка. Македонија е меѓу земјите со надстандардна, значи поголема, повисока потрошувачка на лекови, особено на лековите со широк спектар. Дали ова на некој начин и последица од COVID-19? Пандемијата силно и негативно влијаеше на ова употреба на антибиотици и остави трајни последици кои што ги чувствуваме и денес, иако COVID-19 е вирусна инфекција, во голем број случаи беа употребувани антибиотици, што од самите пациенти, што од лекарите за превенција или без јасна индикација.
Доволно ли строги се контролите врз аптеките за издавање на антибиотици? Антибиотиците во аптека треба да се купат исклучиво со медицински рецепт. Контроли постојат, да, меѓутоа веројатно не се доволно строги или континуирани. Има случаи кога се уште може да се купи антибиотик без рецепт. Тоа е најверојатно заради притисокот од страна на пациентот и заради тоа потребна е континуирана едукација на пациентите за употребата на антибиотиците. Дали ако се продолжи со ова темпо на прекумерна употреба на антибиотици, дали е можно во иднина да умираме од најобична инфекција затоа што лековите веќе нема да делуваат? Таквото сценарио е реално можно и делумно веќе се случува. Пред ерата на антибиотиците луѓето умирале од инфекции кои што денес ги сметаме за банални, меѓутоа со зголемување на антибиотската резистенција, ние повторно се соочуваме со ризик инфекции кои што сме можеле да ги излечиме да не можат ефикасно да бидат излечени. И за крај, кој е вашиот главен совет и за лекарите, и за родителите, особено на мали деца, во однос на земањето антибиотици кај нив? Главен совет до родителите е да разберат дека температурата не е болест, температурата е одбранбен механизам, знак дека имуниот систем работи, дека се бори против причинителот кој го нападнал организмот на нивното дете, да веруваат во својот лекар, да имаат отворена и блиска комуникација, да не инсистираат на антибиотици кога се вирусни инфекции во прашање и да знаат дека кога ние чекаме, всушност ги штитиме нивните деца денес и во иднина.